Безбедно ли е Скопје? Во минативе години сме сведоци на низа нерасветлени убиства, чии извршители се недостапни за правдата, а масовните тепачки стануваат секојдневие. Синоќа во Скопско Влае нападнати беа тројца новинари, меѓу нив и колегата од Алфа, Љупчо Цветановски. Жртви биле и Дејан Андоновиќ и Петар Серафимовски. По нападот Цветановски вели дека живееме во опасни времиња. Не би сакал да гледам некакви политички или какви било мотиви во сето тоа, не дај Боже да има такви работи, но сепак факт е дека живееме во чудни времиња кога се случуваат вакви работи. Независно дали ние сме новинари или што и да е, ние бевме тројца луѓе нападнати на улица среде Влае во Скопје без никаква причина. Цветановски не се чувствува безбедно во родниот град. Не се чувствувам убаво. Јас сум семеен човек, сите тројца сме семени луѓе, сите тројца сме луѓе со над 20 години кариера во новинарството, а работиве не се убави, не се чувствувам убаво. Токму за овој инцидент, но и за други работи, новинарите сакаат денеска да го запрашат вториот човек на полицијата, Агим Нухију, но тој молчеливо ги одмина камерите. Од опозицијата обвинуваат за политичка заднина на овој напад. Нападот бил со јасна порака, изведен кукавички, без никаков повод или претходен контакт со напаѓачите, планиран со бројна надмокност и со закани по живот од напаѓачите. Пред неколку денови физички е нападнат уште еден новинар, аналитичар, познавач на судските нереформи и критичар на спрегата меѓу кланот и судиите и обвинителите. МВР молчи за овој напад. Владата најостро го осуди инцидентот врз тројцата новинари, оценувајќи ги овие инциденти како неприфатливи и недозволени. Од таму апелираат надлежните институции, кои граѓанскиот сектор да алармираат и постапуваат за секој напад или закана против медиумските работници.